Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, автор и водител на емисијата Кворум, која се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот на брановите на радиото во Боја. Во денешната емисија ќе анализираме најавената посета од страна на еврокомесарот Јоханес Хан, кој во петок треба да допатува во Скопје и да се сретне со лидерите на четирите партии подписнички на договорот од Пржино. Исто така анализираме која ќе биде главната изборна стратегија на која ќе се темели, на која ќе ја темелат партиите, односно на која карта ќе заиграат и власта и опозицијата. Исто така анализираме дали ќе се одржат избори на 11 декември. Во денешниот Кворум разговарам со двајцата универзитетски професори Александар Даштевски и Митко Гаджовски. Професорот Даштевски е со мене во студиото, а професорот Митко Гаджовски е во Охрид, па затоа ќе го вклучиме телефонски и ќе биде дел од оваа дебата. Професоре Даштевски, еве, ајде да почнеме со вас. Во петок, како што кажав во најавата, доаѓа еврокомесарот Хан во Скопје од Европската комисија. Најавија дека неговата посета е со цел да се разговара за сите оние работи кои се превземаат во предизборието за да се одржат избори на 11 декември. Дали со неговата посета може да очекуваме дека 11 декември ќе се зацементира како датум за избори, со оглед на тоа што слушаме и од едната и од другата страна меѓусебни обвинувања кој се плаши од изборно соочување. Кој е вашиот став? Прво, добар ден, нели, и благодарам за поканата за учество во емисијата и поздрав до вашите слушатели, односно гледачи, бидејќи нели имате и камери. Така што во однос на прашањето би можел да кажам дека самото доаѓање на еврокомесарот Јоханес Хан, ние знаеме дека тој одбиваше до сега да доаѓа, бидејќи не сметаше дека се создадени услови, дека атмосферата е вжештена и така натаму. Меѓутоа, самото доаѓање би требало да значи дека ќе се одржат изборите, затоа што веќе долго време помина од преговорите, значи јуни минатата година, нели беше првиот пршински договор, со негово посредство. Апсолутно тоа значи дека и тој сноси, односно Европската унија и САД, односно меѓународната заедница, и одговорност да се заврши овој процес, а тој не може да трае бесконечно. Одолжувањето на процесот значи дека и нивни неуспех на меѓународната заедница, така што штом доаѓа тој доаѓа да ги постави прецизните рокови и услови за од прашањата се затворени, односно за некои немаше ни потреба, нели, фантомски гласачи, кратко да кажам, да не објаснам како се бришеше, што се бришеше и дека испадна дека се во ред. И медиумската регулатива, сега постои тоа адхок тело и сега ни една партија нема никаква примедба. Сега за она обвинување кој е за одлагање, кој не е за одлагање. Значи два пати се одложи и тоа експлицитно поради предлог на опозицијата. Затоа што нели списоците, избирачките списоци не се прочистени и медиумите не се регулирани. Сега тие прашања, барем како што сите зборуваат, се решени и сега власта бара избори. Опозицијата, ако смета дека ги одлага, тогаш треба да се најде некоја сериозна причина. Така што можеби тоа е само еден дел од маркетингот. Не викам на која партија, меѓутоа одлагање на избори прво не би требало да има, а друго тоа не би требало да биде како повод за правење на политички поени. Или имате рейтинг или немате рейтинг. Така што сметам дека треба да се одржат во декември. Ако има некоја позадина, бидејќи гледаме дека утре нема ни теоретски шанси да се распушти парламентот, меѓутоа нели има право до 29 октомври да го распуштат. Ако не се распушти и ако повторно се одложат, ако има некои причини, тогаш сметам дека април би бил последен рок, бидејќи после тоа сето ова би изгубило смисла. Нема смисла веќе да се чека да бидејќи доаѓаат следните избори што доаѓаат се редовните избори, така што
се ќе падне во вода, а за тоа ќе биде виновна, мислам нема да биде целосно виновна, меѓутоа делумно ќе сноси одговорност и вина и меѓународната заедница. Така што сметам дека ова доаѓање на Хан ќе ги реши прецизните рокови и сметам дека ќе се одржат изборите на 11 декември. Така и професорот Митко Гаџовски, како што најавив, го имаме на линија, би сакала тука да го слушнеме и неговиот став. Професоре Гаџовски, претпоставувам дека го слушнавте мислењето на професорот Александар Даштевски. Кој е вашиот став во петок, како што кажав, доаѓа Јоханес Хан, треба да се сретне со лидерите на 4 партии подписнички на договорот од Пржино. Дали ова ќе значи за цементирање на датумот 11 декември за одржување на предвремени парламентарни избори? Така, па добар ден и од мене. Сакам да ве поздравам во студиото и да ви се извинам бидејќи денеска не можев да бидам присутен таму. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност да се видиме. Па, за сега сметам дека 11 декември е датумот на кој што ќе се одржат избори во Република Македонија. Со оглед на тоа дека политичките партии веќе се согласија дека се исполнети минимум услови за одржување на фер, демократски, кредибилни избори на 11 декември. Според мене, единствено нешто кое што би направило проблем во процесот на реализирање на изборите е укинување на специјално зајавно обвинителство од страна на Уставниот суд во време кога би се распустил парламентот и кога би се нашле во ситуација во која што нема да може според договорот Пржино повторно да се формира во рок од 5 дена, како што беше договорено. Сметам дека Јоханес Хан покрај тоа што ќе биде тука да ја скинира ситуацијата за тоа како се спроведува она што е останато и што не е доспроведено тоа што беше договорено во Пржино, ќе даде и насоки за она што ја очекува Република Македонија во однос на извештајот на Европската комисија, кој што е поврзан со Република Македонија, кој што треба да ни пристигне во ноември. Се појавија спекулации дека ќе се бара од политичките партии, односно од Република Македонија, да застанат позади формирање на специјално оделение во судот, специјално судско оделение, кое што би ги процесуирало обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, сметам дека се уште е рано за тоа да причекаме одреден временски период да пристигне еврокомесарот Хан, па мислам дека тогаш ќе имаме појасна слика за тоа што навистина тој ќе бара од политичките партии во Република Македонија. Професоре Гаџовски, постојано слушаме меѓусебни обвинувања и од страна на власта и од страна на опозицијата дека власта кога зборува вика опозицијата бега од избори, кога пак опозицијата говори велат власта бега и сака да се сокрие од изборно соочување. Што доколку не дојде до одржување на избори на 11 декември, што би значело тоа? Сметам дека тука нема да биде крива ниту власта, ниту опозицијата, тука најголеми губитници ќе бидат граѓаните на Република Македонија, затоа што оваа криза во Република Македонија трае веќе предолго. И мислам дека сите се согласуваат со тоа, така што највеќе ќе изгубат граѓаните на Република Македонија. Доколку не се одржат избори на 11 декември, мислам дека Република Македонија повторно ќе западне во уште подлабока криза, да речам, затоа што нема да знаеме каде е крајот, односно каде е дното на оваа политичка криза. Искрено се надевам дека на 11 декември ќе се одржат избори и ќе имаме слика за тоа како котираат и како стојат политичките партии во Република Македонија, така што мој личен став е дека од исклучително значење да се реализираат изборите на 11 декември за доброто на граѓаните и за Република Македонија, се разбира. Бидејќи политичките партии секако дека да речем на некој начин тоа им е работа, да обезбедат што е можно подобра позиција за нив, меѓутоа треба да се погледне од другата страна, односно да се погледнат и граѓаните. На целокупното општество влија оваа политичка криза, така што
Сметам дека што побрзо излеземе од оваа политичка криза, тоа подобро ќе биде за граѓаните на Република Македонија. Така и уште едно прашање, доколку се одвива како што треба и доколку изборите нели се одржат на 11 декември, на месец дена сме пред стартот на изборната кампања, што може да очекуваме, која ќе биде главната изборна стратегија, и на власта и на опозицијската СДСМ? Па претпоставувам дека власта ќе оди на картата на реализација на проекти кои што досега ги има сработено. Исто така понудување на одредени други нови решенија кои што би можело да се остварат во иднина. А од друга страна пак сметам дека опозицијата ќе оди на картата на враќањето на демократијата, владењето на правото и исповедувањето на правдата во Република Македонија, поставување на стандарди кои што би биле еднакви за сите граѓани во Република Македонија, така што мислам дека тука ќе се кршат копјата. Не би изоставил и онаа валкана кампања со која што би се оцрнувале политичките противници, која што е декор на секој изминати избори, така што мислам дека во таа насока би се одвивала политичката кампања за предстојните избори. А што е со онаа идеја на опозицијскиот лидер Зоран Заев за двојазичност? Дали мислите дека ќе се заигра и на националистичка карта? Видете, значи, тоа е доста чувствително прашање и прашање на кое што веројатно ќе добиеме одговор кога ќе почне кампањата. Пред избори сите политички партии ветуваат и враќаат се на електоратот, нели, за да добијат што е можно повеќе гласови. Така што сметам дека и не ја исклучувам таа можност да политичките партии, односно и опозицијската СДСМ, ја повлече таа карта и да заигра на картата на да речам придобивање на гласови кои што не се од македонската етничка заедница, односно од останатите етнички заедници во Република Македонија. Така што не ја исклучувам таа можност да се оди и на дел од изборната стратегија во таа насока. Така, професоре, ви благодарам што одвоивте од вашето време и што учествувавте во денешниот кворум на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека нареден пат ќе дојдете во студиото и тука ќе дебатираме. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам и јас на поканата и секако дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Професорот Даштевски го слушнавме ставот на професорот Гаджовски, слушнавме и за тоа на што би се темелела она предизборна кампања на двете партии. Кој е вашиот став? Колку вие смитате дека партиите ќе заиграат на националистичка карта со оглед на тоа што оваа тема е многу чувствителна? Да, значи прво да кажам дека нашите ставови беа слични ако го следиме добро излагањето, односно зборувањето на Митко Гаджовски. Така што само со една работа апсолутно не се слагам, нели, освен оние прашања што на него му ги поставивте, на мене не. Така? Тоа што истите прашања. Не се слагам со тоа дека мислам тоа беше како претпоставка негова, меѓутоа сметам дека апсолутно нема да дојде до укинување на специјалното јавно обвинителство за време на распуштање на парламентот, затоа што тоа не е предвидено во Охридскиот рамковен во Пржинскиот договор. И таму рекоа, значи, и од владеачката партија која, например, со ДУИ би можела да го да изврши влијание за распуштање на СЕО или да изврши влијание во некои структури и така натаму. Меѓутоа, тие рекоа кога СЕО ги поднесе овие закони, прво ВМРО, па после ДУИ рече дека ќе го подржи ова предлогот на КТЦ Јанева за законите за рокот за поднесување на пријавите, меѓутоа после излезе и ДУИ и рече дека тоа не е предвидено во Пржинскиот договор и дека тоа би значило дека понатаму нема да важи Пржинскиот договор, него секој ќе излегува со своји барања, после може да бара и други работи, еве како ова со судот и така натаму, што не верувам дека ќе биде ултиматумот Советот на бидејќи тие не поставуваат ултиматуми, може да биде предлог, а може и да не биде, ќе видиме. Меѓутоа тоа не е предвидено во Пржинскиот договор, такво специјално оделение, така што сметам дека нема да се укине СЕО за време на
распуштање на Ако парламентот. добро ве разбирам, вашиот став е дека не треба да се излегува од онаа рамка. Ја која мислам беше дека не договорена треба во да се преживот. излегува, за сега се движиме во таа рамка. Доколку некој не ги почитува определени работи од таа рамка, тоа што е негов проблем. Ние знаеме дека пола од рокот кој го доби СЈО не го искористи поради своја вина. Да речеме, од одлагањето на изборите во мај, што беа предвидени за 5 јуни, па до некаде крај на август, кога се направи некој договор помеѓу партиите, нов, како кажеме, трети или четврти го нарекуваат пршински договор, до тогаш немаше ништо од СЈО. Значи, воопшто нема никакви активности, нема пресконференции, нема поднесување на пријави, немаше никаков прогон. Значи, кој е виновен за тоа? Не се виновни партиите. И затоа е даден тој рок да се работи таму, да се постигнат резултати, им се даде можност од решени раце да вработат какви сакаат професионалци, експерти, и после слушавме, не знам дали е точно или не, или делумно е точно или не, меѓутоа има некои инсинуации, има некои докази дека се вработени пријатели, роднини и така натаму, тие не може да ја завршат работата. Работата во СЈО со прислушкуваните разговори може да ја завршат само врвни професионалци. И тоа се оди на елиминација, нели? Има луѓе кои ги преслушуваат, ако се збори таму за купување на тетратки, не знам, некои работи кои не се важни, тие се елиминираат. И на принцип на елиминација ќе останат само тие предмети што каде што има елементи за кривично дело, така што тие веројатно не се многу. Бидејќи видовме дека од 600.000 всушност се процесираат само оние кои се во бомбите, а не и другите, што апсолутно ствара сомнеш дека СЈО работи пристрасно. Доколку работи пристрасно, нема да има резултати, па макар и 10 години да му се продолжи рокот. Тоа треба да работи независно и треба да работи во согласно со законот. Ако вие гледате на телевизија, односно на програмата за парламент, што е трета програма, Собраниски канал, ако гледате дека одговорите што ги поставуваат пратениците, одговорите на специјалната јавна обвинителка и шепкаат позади Мисовски од НСДП и Петре Шилегов од СДСМ, што да каже, тоа не е никаква независно специјално јавно обвинителство, ниту пак независен орган кој може да спроведе било каква постапка за тоа што веќе заземал страна. А тоа не се единствени работи кои после видовме како кога не можеше специјалната јавна обвинителка да издржи повеќе, како што кажа, си одам и не доаѓам, дека после тоа отидоа заедно со пратеничката група на СДСМ на ручек, тоа веќе малку е дегутантно, така што подобро да се ослободиме од таа страница на Пршинскиот договор, бидејќи таа не дава резултати, затоа што видовме ние и од првите два обвинителни предлога, ние очекувавме обвинителни акти како повисока форма на криминал, меѓутоа се поднеса обвинителни предлози за 3 скршени прозорци, тоа не директно, туку поради ударање во плехот пред општината, во вредност од 1200 денари. Па казна за паркирање е поскапа. Од тоа, значи тоа не треба да биде предмет на разговор, камоли да се поднесе за тоа обвинителен предлог. А од друга страна, тоа нема врска со она што го слушаме ние во бомбите, не ги коментираме, меѓутоа во бомбите има нешто сосема друго од тоа што од тие скршени 3 прозорци. Така што до сега барем нема никакви резултати од таму, а тоа може би се должи на немање на докази, затоа што специјалното јавно обвинителство прво требаше да докаже кој прислушкувал. Тоа уште не е докажано. Доколку тоа не се докаже, не може да се поведе ни една постапка. Затоа они одат на такви случаи како што е тортура или некој друг, каде што не се врзани со прислушкуваните разговори, а доказите ги црпат од други извори, од видеоленти и така натаму, меѓутоа мора да докажат кој прислушкувал за да процесуираат било каков разговор од бомбите. Така што додека не го докаже тоа, дали се тоа тајни служби, дали се домашни служби, па ги давале овие на тајни служби, дали се тоа луѓе вработени таму на своја рака, дали се вработени по наредба и така натаму, не можеме да процесуираме ништо пред да знаеме кој прислушкувал, бидејќи уште претходно судот донесе таков став.
Така, професоре Даштевски, тука правиме една кратка пауза, време за реклами и секако продолжуваме со разговорот. Ќе се навратиме на она тема за двојазичноста и на партиските соопштенија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои последниве денови се праќаат и на албански и на македонски јазик, и секако за партиското седиште на општинската организација на СДСМ, кое вчера беше подновено со двојазична табла. Почитувани, останете со нас, за кратко сме повторно назад во Кворум. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, повторно сме назад во Кворум на врановите на Радио Слободна Македонија. Професоре Даштевски, веќе ја начнав онаа тема за двојазичноста. Разговаравме за тоа и со професорот Гаджовски. Дали Социјалдемократскиот сојуз веќе ја најавува својата изборна кампања? Споменав дека се постави табла во двојазична табла во општинската организација на СДСМ во општина Чаир, соопштенија до медиумите кои испраќаат. Еве, јас лично на мојот мејл добивам и на албански и на македонски соопштенија од Социјалдемократскиот сојуз. Ја најавува ли кампањата за тоа како ќе игра и како ќе се бори за глас повеќе? Па моје лично мислење дека не ја најавува со тоа кампањата, туку дека тоа е уште еден обид да се направи дестабилизација на државата, бидејќи не може да гласат. Албанците нема ни теоретски шанси да гласат, и тоа го кажа сите албански партии, македонски партии, и аналитичарите и сите. Мислам дека опозицијата, посебно СДСМ као лидер на таа опозиција, се наметна во последните години со околу 3 сериозни политички кризи, и дека најдобро функционираат во такви кризни ситуации, и затоа создаваат и во 2001 создадоа криза. Гледаме дека биле во комуникација со структурите кои тогаш учествуваа во тој конфликт и така натаму. А нешто слично сценарио имаме и сега. Тогаш беше нели на големо туво на нивниот тогашен председател Бранко Црвенковски, меѓутоа тој сепак беше пратеник. Сега мислам дека тој не сакал да се нафати на таква игра, бидејќи не е ни пратеник, а од друга страна премногу опасна беше таа игра. Сценариото е веќе демаскирано, откриено. И сега, бидејќи нема хаотична ситуација, тие сакаат да подгреат етнички тензии. Меѓутоа, една работа забораваат тие структури, дека народот сега веќе не е тој народ сега. 16 години поминаа. Не можете вие да направите 15 години од 2001 од Охридскиот рамковен договор. Значи, не можете после 15 години иста криза да направите. Народот е премногу зрел политички, посебно за таа работа. Сега фали уште Едгар Джозеф, тој пилотот во пензија, да дојде и се да биде исто друго. Исто Сорос беше тогаш, исто невладините организации, истите луѓе од опозиција. И така натаму, така што ако повторно паднеме на таа приказна, значи ние треба уште да учиме, а не дека нешто постои од тоа што зборуваат они. Така што ова со меѓуетничките тензии мислам дека нема да успее пред се поради една работа. И македонците и албанците сватија дека конфликтот не е добар, дека сите изгубивме. Не знам кој изгуби повеќе, кој помалку, меѓутоа тие ги имаат сите права. Значи, имаме ние министри албанци, имаме подпредседател на собрание, подпредседател на влада, имаме локална самоуправа, градоначалници. Тие функции можеби, сега карикирам, не би ги добиле ниво голема Албанија. Значи, Бејта си е градоначалник на Гостивар, Теута си е градоначалник на Тетово, што повеќе од тоа. Интересно ќе биде и кроењето на изборните листи. Да, сега сакам тоа да кажам заради тоа што нели збориме дали ќе се игра на таа карта. Еве би ве прашала и за владеачката ВМРО-ДПМН, дали може да очекуваме освежувања со оглед на тоа што доаѓаат некои не потврдени информации за тоа дека може да видиме освежување на листите на владеачката ВМРО-ДПМН, но од друга страна во опозицијскиот Социјалдемократски сојуз битката се води и меѓу оние стари членови на СДСМ кои сакаат да добијат нели повисоко место на таа листа, но и меѓу оние истакнати активисти на шарената револуција кои исто така се надеваат дека ќе бидат повисоко на листата и ќе влезат во парламентот. Секако тука се и албанците кои од неодамна стана членови на СДСМ. Да. Сега така да го завршам претходното прашање. Значи, вие не можете да очекувате дека ќе добиете во 6 албански гласови ако го ставите Мухамед Захири Мухи, ако го ставите носител на листа.
а другите ви се македонски, па еве нека биде и Едмон на Деми таму и нека стават и една жена албанец, првите тројца нека бидат таму. Затоа што и ДУИ, и ДПА, и не знам БЕСА кој ќе учествува, све ќе стават 20 албанци кои се влијателни во тие изборни единици, кои значат нешто, бизнисмени или политичари и така натаму, што придонеле и албанците ќе си гласаат за нив. Значи, гласање за овие тројца значи откажување од сите можни функции, места и привилегии што ги имаат албанците. Затоа што наместо да станат сите од тие листи пратеници во собранието, кои после ќе има министри и така натаму, треба да гласат за некои луѓе кои јас знам дека тој Мухамед Зехир е по потекло таму, меѓутоа не живее таму и нема некое влијание во таа средина. Така што мислам дека тоа е многу промашена работа и дека е направена со цел да се предизвикаат тензии во Република Македонија на етнички план, меѓутоа гледаме дека и тоа не пали. Веќе и македонците и албанците ги разбираат тие работи, знаат дека имаат доволно права. Нема што сега да одиме на двојазичност, затоа што двојазичност се има во Тетово, можеби тука треба да се оди на потенцирање повеќе на македонскиот јазик, бидејќи сите луѓе таму се имаат право и претежно се зборува албански јазик во тие средини каде што има албанци, во тие каде што се мешани, исто така е сериозно имплементиран, како што е на пример еве Куманово, иако 25% или 20% од населението се албанци, мислам македонци со албанско потекло, нема никаков проблем со зборување на сопствениот мајчин јазик, имаат сопствено основно образование, средно образование, на ниво на Република високо образование, нема потреба од тигање тензии. Овие стандарди кои ги имаат посебно албанците, бидејќи тие важеа за сите, ама другите толку не ги уживаат, затоа што нема доволно работни места и така натаму. Мислам дека се повисоки од меѓународните стандарди кои се предвидени од страна на меѓународната заедница, тука пред се мислам на Обединетите нации и Советот на Европа. Професор, ајде малце да се за листите, да. Так. За листите сметам дека ќе има освежување и во листите на ВМРО-ДПМН, бидејќи ВМРО-ДПМН има сериозно квалитетна млада структура на политичари кои се зрели да влезат во политичка борба. Некои од нив веќе учествува на одредени избори, како што се Никола Поповски, Никола Тодоров и другите. И мислам дека оние кои се сериозни, кои се зрели, а сепак млади, ќе останат на листите и кои носат резултати, како што се Илија Димовски, Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев и така натаму. Така што мислам дека од тој аспект ќе има некои освежувања, можеби и подолу на листата, меѓутоа од прилика ќе остане исто тоа. Знаеме дека ВМРО-ДПМН не се откажува од... Мислите дека Груевски ќе игра со проверени играчи? Па тоа се тие проверени играчи, ставот на партијата од Конгресот е дека што и да се случи, кандидат за носител и премиер од страна на ВМРО-ДПМН ќе биде Никола Груевски, иако веќе долг период го отстапи тоа место, меѓутоа после изборите се менуваат условите. Така што тоа се работи кои ни се познати и мислам, моје мислење е дека тоа освежување ќе биде прилично позитивно, затоа што на секоја партија треба мало освежување, посебно со многу квалитетни кадри. А што е со листите на Социјалдемократскиот сојуз? Веќе се појавија информации во јавноста дека место повисоко на тие листи бара истакнатите активисти од шарината револуција. Според исто така информациите кои се објавуваат медиумите, повикувајќи се на извори од Бихачка, дека се води битката меѓу поранешни членови кои долго време се во Социјалдемократскиот сојуз и меѓу овие граѓански активисти. И то прво под граѓанско движење подразбирам движење кое не се занимава со политика, нели? Така што овие невладини би требало се занимаваат со развој на цивилното општество, а не да влегуваат на листи, што многу ќе го демаскира она што го правеа, значи не се бореле за правата на луѓето, за цивилно општество, за граѓанско општество, туку се бореле за сопствени позиции. Така испаѓа тоа, штом се на листа, значи тоа. И таму веќе во нивните редови веќе се јавуваат сомнежи дали всушност тоа беше реално или одредени луѓе се бореа да дојдат до своји позиции, бидејќи гледаме дека тоа се оние кои беа најдобро платени, кои беа лидери на тие движења, кои беа, да речеме, во начело на тие невладини организации
како што е на пример Уранија Пировска, е извршен директор, значи број еден човек во Хелсиншкиот комитет, кој би требало да се занимава со човекови права, а не со револуции и со политика. Тоа е апсолутно спротивно на она што треба да се занимава таква невладина организација. И сега таа е на листа, таа точно дека беше на сите протести, што исто така јас не се согласувам дека граѓанските организации треба со било која политичка партија да протестираат, а таа фактички ќе биде, викаат, и носител на листа. И сега таму се јавуваат некои тензии, зошто тие, зошто не ние. Тоа внатре во граѓанските организации, а се јавуваат тензии во СДСМ, зашто па овие од невладени да бидат, кога ние сме политичка структура и ние треба да бидеме. Сега не знаат они кого да стават. Ја имав едно размислување што делува така објективно, меѓутоа апсолутно не оди во прилог на СДС, не на опозицијата, затоа што тие викат ќе ставиме 5 од невладените, тие ни дадоа голем придонес во протестите. Меѓутоа после викаат се побунија нели ЛДП и НСДП. И сега викаат на нив ќе им дадеме по 3, пошто они немаат толку големо влијание. Сега тоа се уште 6. Па нели ќе се дадат на Мухамед Зехири, на Едмот на Адеми, тоа се уште 2-3 места, значи 5, 6, 11 и 3 ова. Па не знам дали ќе се оди со Павле Тајанов, со Лиле и со овие. Значи 20 на места они треба да отстапат на други партии, па колку ќе им остане? Значи они ќе бидат во малцинство. Од друга страна знаеме дека тие што не се од партија, тие не се идеолошки на тие позиции и може во секој момент да го променат своето мислење и да сменат партиската ориентација со независни пратеници или со преминување на другата страна, како што веќе имаме, нели? Така. Во парламент. Професоре, правиме овде уште една пауза за реклами, а потоа ја најавувам следната тема во која лично и вие учествувавте, односно црните страници на УДБА, книгата која ја бранува јавноста, се појавуваат досиеа, вие сте дел од тоа, вие сте уредник на еден дел од оваа книга која ја издаде директорот на Државниот архив. Така, Државниот архив. Ќе се осврнеме и на оваа тема во завршниот дел од оваа емисија. Почитувани, останете со нас, за кратко сме назад. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Веќе ја најавив темата за која ќе разговараме, црните страници на УДБА. Промовирајќи едицијата, професоре Даштевски, рековте дека необично е што во Македонија следењето од страна на тајната полиција продолжило и по падот на претходниот систем и осамостојувањето на земјава, па дури и во првите 2 години од доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМНЕ, односно до февруари 2000 година, кога за министер за внатрешни работи била именувана Доста Димовска. Согласи поранешниот министер за внатрешни работи, сега актуелен пратеник, лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, вели Даштевски халуцинира. Кој е вашиот коментар на ова? Па јас кога бев повикан да учествувам во ова, пошто ова беше долга работа и многу тешка работа да се направи, прво мислев дека тоа е работа за историчари, но потоа се сватив дека има тука мора да се внимава на човековите права, бидејќи најголем проблем тука е грубо газење на човековите права, затоа што биле следени огромен број на луѓе без причина и затоа што таков начин на следење е забранет. Ако сега ние зборуваме дека кој прислушкувал и дали се преземени мерки, дали е барано решение од судија и истражител, тоа во овие документи апсолутно не постои. И сега тука од 45-та до 90-та година, тоа било на они викаат дека е тоа систем на работење на УДБА, меѓутоа не може системот на работење да биде спротивен на меѓународните прописи, пред се на прописите на Обединетите нации, со само влегување на Југославија тогашна во организацијата. Таа ја прифаќа прво повелбата, а после Универзалната декларација за човекови права, кои сметаат дека сите човекови права треба да бидат заштитени, а на работење на овој начин всушност тие се целосно погазени и се уништени, фактички како да не постоеле во тој период. Она што е карактеристично за Македонија, и тоа предизвика бура во јавноста, е што е единствена држава од сите социјалистички држави и од сите држави во светот каде што тоа се случило, значи после падот на тој еднопартиски систем, кога еве да речеме ајде не е важно, бидејќи нели немало повеќе партии па да има дебата, туку една партија,
Единствено тука, бидејќи нели знаеме дека на првите избори победи ВМРО ДПМН, меѓутоа бидејќи не успеа да формира влада, дојде до реставрација на системот. Значи 92 се здружија со ЛДП, СДСМ, ги зема и ПДП во коалиција и направија собствена влада и тогаш прават реставрација на системот, продолжува негде од после 94-та како тотално излезе од власта ВМРО, повторно следењето на сите ВМРО-вски кадри пред се, како да се некои опасни структури за државата и секој председател на општински комитет, на месен или битен важен член на партијата и до партиите блиски до неа и кулминација на сето тоа почнува следење на самата партија. Значи тоа е нешто, како можете во повеќе партиски систем, тогаш зашто би се бавил некој со политика, како го следат. Значи од 95-та почна тоа досие за ВМРО ДПМН, каде што е следена партијата од Сабајле до вечер секој ден со години, кој влегол, кој излегол, со кого, зошто, како се. И тоа трае. Тоа веројатно завршува 98 година тој предмет за следење на партијата, меѓутоа овие личности не се дерегистрирани, затоа што нели дојде на чело на МВР Павле Трајанов. Јас во тврдењето го спомнав со тоа, за тоа сакав да кажам дека не е престанато со следењето, што е многу интересен факт, на членовите на ВМРО ДПМН, иако ВМРО ДПМН доаѓа на власт. И да не се разбереме погрешно, бидејќи некои медиуми така го пренесуваат дека тој нема донесено ниедно решение за следење, меѓутоа овие луѓе што биле следени, кои биле можда во тоа време и се менуваат председателите на општински наместни комитети, можда во тоа време и биле сменети од тие функции, меѓутоа продолжиле да ги следат бидејќи биле регистрирани претходно 94-5 година и ги следеле со години. Не знам дали тој, како што кажува, дал наредба сите идеолошки што биле следени да се дерегистрираат, па не се дерегистрирале, меѓутоа и да е така, тоа е негов минус, тој требал да провери дали се дерегистрирани или не, или пак службата на своја рака си продолжила да ги следи, меѓутоа факт е, затоа што ние не измислуваме ништо, во книгата нема ни еден збор напишан освен предговорот. Тоа се документи. И во документите се гледа кога почнале да ги следат луѓето, кога престанале. Тие документи ги објавивте, што ги последувате? Па не, тоа е само 2% од документите кои ги има. Значи, тоа значи дека овие црни страници на УДБА уште долго ќе ја брануваат јавноста. Па ќе ја брануваат, може да излезе и уште некоја едиција, меѓутоа ви викам, секогаш тој процес е опасен. Пошто најголем дел од тие луѓе, затоа што се случувало и после 90-та, што ги наредувале тие работи се денеска живи и здрави и во општеството се некои се уште етаблирани, така што се имаше некои подоцна повика и директорот на архивата и други политичари да се формира специјално оделение за да не биде се специјално јавно обвинителство во обвинителството кое ќе се занимава со овие предмети. Бидејќи има луѓе тука што починале поради тоа. Имале притисоци, некои не знаеле, некои знаеле. Имавме ние сведоштво на еден син на човек кој е следен, кој рече дека како го земал досието и кога видел кои го следеле, роднини, пријатели и така натаму, веднаш истиот момент починал. А имаме и политички убиства во диаспората на Рачани, така што сметам дека треба да се истражи тоа, бидејќи ако не го истражиме тоа, тогаш ништо не треба да извршува. Бидејќи се работи за тешки облици овде. Плюс тоа се работи за дела против меѓународно право, тука има и злосторства против меѓународно право кои никогаш не застаруваат. И затоа треба да си органите да си преземат прогон. Ние знаеме дека двајца шефови на УДБА во Хрватска беа испорачани во Германија за убиствата кои се направени таму од страна на УДБА и одговара осудени се на затворски казни. Така што по тој пример треба и во Македонија да се спроведат постапки, да се види кој докаде и што направил и во границите во рамките на законот да си сноси одговорност доколку постои. Така, професора, тука ќе ви се заблагодарам за денешното гостување и вам и за учеството на професорот Митко Гаджовски во денешниот кворум. Благодарам и јас уште еднаш на поканата.
Вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието. Денеска е 10.10.2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, автор и водител на политичкиот магазин Кворум, кој се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот на брановите на Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Дине Вучков и Никола Јовановиќ. Продукција Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на вниманието. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.